Пензионерката Славка Ристовска од Куманово е една од ретките припаднички на понежниот пол која над 35 години се занимава со пчеларство. Љубовта кон оваа дејност ја наследила од баба ѝ, а сериозно започнала да се занимава со сопругот. По неговата смрт сама продолжила да се грижи за пчелите. На имотот во село Облавци има 30 кошници. Произведува од 10 до 15 килограми мед по кошница, но и прополис, матична млеч, восок, од кој подготвува и креми за изгореници. Па во последно време годините не се баш најсклони на пчеларство, ама добро. Да не се жалиме, нели? Во секоја работа има и добра и некогаш и полоша година, да кажеме. Ама добро. Ако оваа година била послаба, следната ќе биде подобра. Така да нема откажување. Вели понекогаш е напорно, но љубовта кон пчелите е поголема. Љубовта е посилна и од страв и од се. Значи, ако имаш желба, ако имаш волја, ако те интересира нешто, нема страв. Не се страшни. Пчелките се корисни, не се страшни. Тие се благодет за нас, за човечкото, за опстанок на човечанството. Се знае. Секој ден е се е ново и ново. Имаш предизвик, секое отварање на едно пчелно семејство е нова работа. Не е исто како што било претходно кога сте вршиле преглед и ова. И тоа е предизвик што те тера да работиш, да се занимаваш, да ги одгледуваш, да пополнуваш каде што треба. Славка не е единствената пчеларка од Североистокот. Од Сдруженијето Пчела Куманово информираа дека од 105 членови, 6 се жени на возраст од 18 до 65 години. Велат интересот и кај жените, но и кај мажите е се поголем. Очекуваат успешна пчеларска година. Во Куманово, во нашиот крај, во нашето здружение имаме зголемен број на членови. Исто така и меѓу женскиот пол, а кај машките посебно. Тоа се должи на самото работење на нашето здружение. Значи, таа активност која имаме во здруженијето, се трудиме да што повеќе млади луѓе активираме, ангажираме, да се во природа, да се занимаваат со пчеларство и во доследно време да можат да живеат од пчеларство и да имаат добри приноси, да можат да живеат едноставно од пчеларство, да заработуваат. Претходните години беа не многу лоши, не може само да се жалиме. Значи имавме години кога беа баш лоши екстремно, имавме години кои беа подобри. Оваа година ние пчеларите прво мора да веруваме дека природата ќе ни врати, све што ќе одработиме ќе ни врати. Затоа оваа година се надеваме дека имавме убава пролет, немавме мразеви во април, пчеливе убаво се развија и сега само очекуваме да ни се расцвета багремот, и ливадата и да имаме можеби најубава година во последниве 10. Сдруженијето Пчела и оваа година ќе го организира традиционалниот саем Денови на мед. Подготвуваат и монографија 50 години пчеларство во Куманово.